И зошто тој порив на забавната индустрија е присутен постојано, а веќе и со нови теми како хероите на градот, суперхероите или враќањето на суперхероите. За жал, ова се насловите на цртаните кои што наменски се прават со цел да го подготват народот и помладата генерација на светско ниво влијание зошто за враќањето на нефилимите или како еден проект кој што одамнина е сатански проект и сака одново да биде на сила. Значи сите тие работат многу напорно за да ве програмираат вас и вашите деца, сите, за да не спремат за враќањето на суперхероите. Денес има голем заплет во тоа да се манипулира со ДНК на луѓето, со ветување дека тоа е за да се подобри квалитетот на вашиот живот, да го подобрат здравјето, да ве направат имуни на одредени болести, болки кои кружат наоколу, а вие само треба да дозволите да се има пристап вашата ДНК да биде искомбинирана со нешто и да е. Она што е многу очигледно е дека тие работат многу напорно да го вратат светот онаму каде што бил предходно пред потопот, како што читавме нели до сега. Кога го читаме моментот на потопот, разбираме дека тие успеале во она што го наумиле, а тоа е да го променат ДНК-то на поголемиот број на луѓе и на животни во нивното царство. Тие кога ги измешале и скомбинирале заедно ДНК-та на луѓето, животните и демоните, мислеле дека успеале целосно во својот план. И токму тогаш Бог испраќа спасение. Бог му кажува на Ное да изгради арка во која што ќе се засолнат тој и неговото семејство, како и животни од сите врсти кои што постоеле до тогаш на светот, а биле со непроменета ДНК. Потоа Бог ја затвара вратата од арката и го потопува светот во кој што се удавиле сите останати луѓе и животни кои тогаш живееле на самата земја. Како што гледаме дека се форсира наоколу злото, неморалот и сето она кое што е безумие и со сила се спроведува враќањето на светот во минатото, така се осознава и гледаме, самите согледуваме дека Божјото интервенирање ќе биде многу брзо, односно дека Бог нема да дозволи да бидеме уништени со изопачените, односно со модифицираните или пак променетите луѓе. Бог ќе не спаси пред да го излее својот гнев врз новата раса која што ја прават, хибридна, исто како што тоа го направи со воденовите на Ное и преку арката. Ние знаеме дека преку пророштвата, овој пат спасението нема да биде во форма на арка, ниту пак казната ќе биде во форма на потоп, туку таа ќе биде во форма на 7-годишно страдање, а нашето спасение ќе биде како што Исус ни кажа во Евангелие по Јован 14 глава, одам да ви приготвам место во Царството Божјо и потоа ќе се вратам да ве земам од овој свет. Што значи дека Исус ќе се враќа по нас, исто како што, значи на истиот начин како што изопачените или модифицираните променетите луѓе се подготвуваат за времето на нефилимите за да надојде тоа како пред потопот, така ние треба да се радуваме и да знаеме дека нашиот Господ ќе дојде да не земе пред да ги казни останатите за нивните зли. Исус рече во Матеј 24 глава 37 до 42 стих, вели вака: но како што беше во деновите на Ное, така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. Зашто како што во деновите пред потопот јадеа и пиеа, се женеа и се мажеа до оној ден кога Ное влезе во ковчегот и не сватија додека не дојде потопот и истреби се, така ќе биде и доаѓањето на Синот човечки. Тогаш ќе бидат двајца на нива. Еден ќе биде земен, а другиот ќе биде оставен. Две жени ќе мелат со рачна мелница. Едната ќе биде земена, а другата ќе биде оставена. Па така бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Пријатели, нечие однесување ме инспирираше за оваа тема и поттикна во мене прашање кое што сега би го поставила таа личност. Прашањето ми е: колку ти вреди телото и душата? За колку пари се продаваш? Дали едно твое шетање и шопинг, купување или задоволство е поважно од твојот живот и од твоето здравје?